Паднат работник од Скеле, повредена жена во конфекција, трактор прегази земјоделец. Ова е секојдневната слика во македонското стопанство. Земјоделието, градежништвото и металската индустрија се секторите каде има најмногу повреди на работното место. Во 2015 година се случиле 144 несреќи при работа, од кои 39 со фатален исход, со што стапката на смртни случаи во Македонија изнесува 5,44, односно на секои 100.000 вработени загинуваат по 5,6 вработени. Сепак оваа бројка е намалена во однос на претходните години. Мал број на смртни што сакаме и да се елиминираат, колку што може повеќе. Во Битола последно од 2015 еден смртен случај, што е добар показател, сепак и настојуваме да нема и воопшто, ако до крај се спроведуваат сите мерки кои ги носат тие опасности и штетности. Состојбата по измените на Законот за заштита и безбедност при работа е подобрена, но се уште треба да се работи. За подобрување на безбедноста неопходна е поголема едукација, како на работниците, така и на работодавачите, засилени инспекциски контроли, но и почитување на прописите и правилата за сигурност на работното место. Синдикалните организации од секој пат и сега со влегување во Законот за безбедност при работа, попратно ги помагаја овие безбедносни мерки со тоа што водеа сметка за работното време, за исхраната во работно време, личните примања на работникот, одмор за релаксирање на работниците во текот на годината каде што има потешки работни места, старосната граница на работниците затоа што повредите најпоќе ни се случуваат над 55 години старосна граница, тие се веќе заштитени работници, а се уште ги користат како за потешки физички работи. Значи, тука синдикатот може да делува до работодавачот, кога би се презеле сите тие мерки, да може да се дојде до намалување на повредите при работа. А стручното лице за безбедност при работа да се ги тера точно стручните работи околу обезбедување на работниот простор, па упатствата за работа, работни налози, дали се дадени, дали се превентивните мерки преземени, личната заштитна опрема. Сдруженијето располага со правна служба која ги штити правата на работниците, со што секој вторник и четврток во нивната канцеларија работниците може да се обратат и консултативно, но и да добијат правна заштита. Од Сдруженијето додаваат дека ретки се случаите кога работник пријавил неправилност на компанијата каде работи заради страф од губење на работното место.